се наоѓаме во студиото на нашиот познат, ценет и драг сликар, мој пријател Кашавелски Симиша. Ова е една прекрасна атмосфера, едно место каде што човек не само може да се опушти, но и може да се изолира од целата таа атмосфера што околната населба град овозможува, и еден свет за себе во кој Симиша твори скоро секојдневно. И денеска ќе збориме за неговата работа, патот до успехот и како понатаму. Симиша, драго ми е Фала дека... за можност. Фала и За на... убави зборови. Ја ми прави да ми биде непријатно, пошто не сум навикнат на многу убави зборови, на фалење и така. Да. Некако полесно ми е кога сум онака со кочници која ме буткаат, кога Тие кочници уствари те мотивираат да постигнеш повише. да. Кажи ми малце повише за тоа. Како? Бев многу среќен од оваа гледна точка, што израсна во тешки времења, а тие тешки времења направија да бидам тоа што сум сега. Тоа што порано ми пречеше, уствари ми правеле добро, тоа што времењата беа такви какви беа, системот беше таков како што беше, и што бев ја на маргините, бев отфрлен, и тоа ми даваше некоја мотивација и гориво да буткам, да идам напред, да се докажувам, да влезам у клубот дека еве и ја имам некоја вредност. И тоа веројатно ме дефинираше. Тоа што сум сега и денес. Под наводници успешен, Што значи успешен, немам појма, што не ми е дефинирано сега. Зависи од која гледна точка. Јас го гледам успешност да имаш слобода во твојот дел да твориш, Да. онака како што ти сакаш, а твоите дела да бидат презентирани на разни места по твоја и волја, и да бидат барани и така натаму, така го гледам тоа. Да, така некако испадна, не дека нешто е со стратегија или направено со намера, едноставно го работиш тоа што сакаш да го работиш, Да. и доаѓа само по себе. Си го следам импулсот, веројатно, и едноставно имав среќа или можеби бев упорен. Не знам, едноставно, али Значи тој сплетот сплетот и од околности и многу нешта. многу нешта. Го немам рецепт. Мислам некој да ме праша како, стварно не знам, значи го немам рецепт. Прво треба да бидеш тврдоглав и упорен на нешто. Веројатно тоа те прави добар, или си добар па си упорен, не знам, значи не може да го дефинирам патот и не го знам рецепт. Интересно. Но кажувајќи дека не го знаеш рецептот, а кажуваш дека си упорен, имаш мотивација, тоа е дел од рецептот. Па веројатно да. Да, и многу интересна приказна, барем за мене и фасцинантна, баш од ова место да имаш светски успех, а знаејќи дека доста ние како македонци нација, но често кажуваме, да, мали сме, да, никако. Да, израснав во таква атмосфера кај што чувство на инфериорност. Да. Значи ти си од мала држава, ти едноставно не можеш да постигнеш нешто или не можеш да направиш нешто. Едноставно таква беше атмосферата, не убедија и системот не убеди у тоа. Професорите, околината, институциите, се. Едноставно, мама да дојде момент, не дека не се сложив, немав избор, морав да направам нешто, пошто бев екстремно на маргините, кај што бев усенка, едноставно, каде што има потреба да се докажам дека имам вредност, дека носам нешто у себе. Имаше многу разочарување. Завршив средно и факултет. Очекував дека сите сонуваме, ако сум на ликовна академија, дека ќе бидам премерент или нешто.
Да, Системот почна да ме стиска дека немаш вредности, не си доволно добар. Едноставно бев бойкотиран од сите страни и така да тоа ме мотивираше со помош на некои мои пријатели кои ми го посочија патот, дека треба да излезеш надвор, ако се давиш со голема глоба. кажи ми кога сето тоа почна, која година? Кога излеза додека? Све тоа беше негде пред некои си 25-30 години, кога 20 години, 25 евентуално, пред 2000-та, кога завршив академија и по некоја логика требаше да бидам член на Друштво на медицина на Македонија, требаше да отворам правни служби, тако беше редот. Тако беше рецептот. За разлика од тоа што го очекував, случи нешто комплетно обратно. Прво бев одбиен од Друштвото на ликовни уметници на Македонија како недоволно добар, што беше за мене шок. Као студент на генерација, како ученик во средно, ученик на и мисля дека го заслужувам тоа место, меѓутоа некој процени од таа елита и таа институција дека не сум доволно добар. После, да биде интересно, после неколку години бев примен во Друштвото на уметници со пријатели, каде што ургенција на еден близок пријател као инсистираше на шанса ти можеш да бидеш член, окей. Ме прими и коментарот беше добро, му прогледавме. Добро, еве го, окей. Пошто следеше една друга приказна каде што бев одбиван комплетно од изложбите, бев 4 пати одбиван од зимскиот салон на Длум, што бев члена на излагање. Пак недоволен, еден момент почнав да сумњам у себе дека наистина не сум добар. И по четвртиот пат кога ме одбија од зимски салон на Длум, револтиран се пожалив на еден пријател драг пријател од Австралија, кај што и тој ми помогна, ми посочи како да се справам со тие мои фрустрации, дека искочи надвор. Значи, остаje, рецимо, може многу е тешко да бидеш у своја средина, некој со вредност. И ако си поставуваш цел, поставија да биде многу поекстремно висока, да. Ако веќе излагаш, најди кај што излагаат најдобрите, најди некој добар салон, некој изложба што е светска. Тогаш искочи, рецимо, гуглав која е најдобра изложба во светот, значи искочи зимскиот салон во Париз. Да биде интересно. Со таа иста слика што беше одбиена од зимскиот салон на Длум, конкурирам изложбата во Париз. Уште поинтересно сликата е примена, што за мене беше шок, е супер. Уште поголем шок, што ме информира дека добивам награда. Да, супер. Се од 2000 таму селектирани, добиваш награда, тоа беше повише од шок. Се одеднаш. За една средина не си доволно добар, само си одличен. Да. Прва, тоа нека биде некоја случајност. Меѓутоа, втората година конкурирав, пак награда, трета година пак награда, земам Гран При. Значи веќе не е случајност. Значи не е случајност, него Да. мада стои уште сум у шок и онда она неверување дека знаеш, не може да им се случи тоа на малите. За да бидеш дел од таа приказна, мора да не знам од каква средина треба да дојдеш, не знам како треба да бидеш. Едноставно, не ми се веруваше. После добив покани за учествуване на некои изложби во Лувр, рецимо во Германија, во Шпанија, кај што поканата стои: ве молиме да бидете дел од изложбата, да го качиме нивото и квалитетот на изложба, што за мене беше нонсенс, што име на луѓе, мислам. Да. И полека она чувство на инфериорност, премина не во супериорност, него во
некој чувство дека имаш вредност, значи дека не те дефинира твојата околина, блиска, него има некоја друга дефиниција за дефинирање што е вредност. Просто неверојатно кога се случи тој да кажам скок или тоа некое катапултирање. И се уште веројатно не сум свесен каде сум, што сум. И значи си го живееш својот сон. Па не знам, значи кога носиш, кога имаш терет некој трауми од средината, рецимо, од тоа поништување и така, до еден момент каде што сега е окей, рецимо сега, или кога кидеш у битка, се враќаш као победник, си да чекаат да пред тоа ти испраќаат као губитник. Да. Сега се окей, али не знам, не можам да кажам дали си го живеам сонот, што е ствари сонот. Тоа што сакаш да си го постигнал, тоа што сакаш, секогаш си го имал како некоја визија. Не сакав само да творам, сам ова. Да што викам ја да мачкам, сега ми се случува нешто што не знам дали го сакам, значи многу е убаво кога се храниш она со негирање, кога некој ти вика ти не можеш, ти не си доволно добро, вако се храниш. Сега е тешко кога ќе се качиш горе, кога окей, сега да, ти си супер, ти си најдобар, сега треба да се одржиш таму. Она гориво што е, она провокација кај што докажување кога ќе се намали количество на тоа, onda станува проблем. Значи сега од што се храниш се. Значи пошто значи тој мотивирачки фактор е задоволен и сега следниот кој ќе те мотивира да во продолжение да продуцираш резултати како што требаше да се влезе у клубот. Добро, еве сега со клубот сега. Сега треба да се одржиш таму, мислам. Сега носиш некоја друга тежина, луѓето очекуваат од тебе многу. Има сега друг притисок, кај што имаш еден куп луѓе позади тебе кај што ти мора не може да објаснам, треба да ги носиш, да ги мотивираш, Сега збориме за некоја успешна приказна, сега треба со таа моја приказна да мотивирам други, дека се е можно, треба само да бидеш упорен, да го посакаш и да тоа што го работиш да се трудиш максимално. Апсолутно, да. И тоа е. Која беше твојата иницијална инспирација, кој сликар или с кој правец? Имаше ли некоја? Или сплет од неколку? Може сплет од неколку, едноставно ја го сакав реализмот. Меѓутоа моментот кога бев на академија, кога се формирав како личност, како уметник, тогаш актуелната академска уметност беше некоја абстракција, некоја модерна. Не бев актуел, тоа што го работеја беше анахрон, малку промашен, моментот беше промашен. Може и затоа беше она дистанцирање, дека не сум актуелен, дека сум интересен. Оставно го сакав реализмот. Големини, рецимо, ме инспирираше Рембрандт, рецимо, Караваджо. Сега, тогаш мислев дека сум роден во погрешно време. Оставно го работев. Тоа не беше интересно, веројатно, за околината, дека се што е реализам тогаш беше таков говор. Све што е реализам е кич и не е интересно. Треба да бидеш нешто авангарден, треба да измислиш правец или нешто. Оставно го работев тоа што го работев, не бев обседнат со тоа дека треба да бидам актуелен. Оставно ја бев ехо некоја на минатото. Окей. Тоа е моја, немав некоја мисија дека треба да направам револуција сега, едноставно што окей. Мој беше да едноставно да творам, да работам. Сплет на околности да биде интересно, тоа што го работам стана актуелно со овие глобални поместувања секаде во светот, каде што во еден момент се засити и светот со модерност. Еден правец провоцира друг. Модерната и абстрактната се
се роди као провокација на тоа што беше реализмот, нели сега сакам да биде различен, меѓутоа модерната под наводници или тоа што сега актуелно, више повеќе од 100 години, више, значи сега провоцирани стану луѓе да се заситени, сакаат нешто друго. И сега во еден момент каде што више небитно е технологијата или како се представуваш, каков стил, наставно битно е приказна. Дали ќе го направиш тоа некој абстрактен, реалистичен, не знам каков начин, битно е приказната што ја раскажуваш. Веројатно тука се најде во себе си и не препозна публиката со пораките. Значи, реализмот али не спакал онака класичен, Тоа ми беше следното, затоа Да. што кога ќе ги гледам твоите слики, тие будат многу емоција, но не се класични реалистички приказни, кои што, например, ја сум ги гледал во Рембрандт, Матис, не Матис, него овие што се реализмот, него поред емоциите будат и некои има провокативни аспекти, значи некој микс е. Да, акцентот е. Значи, пошто реализмот само е различно спакан. Значи, реализмот да, е како технологија на изразување, меѓутоа приказна, акцентот е на приказната. Значи, на тоа да иницираш нешто, да предизвикаш некоја емоција или мислење, да натераш тој што гледа сликата и публиката да Почна да размислува. Да размисла, да. Значи, поставување на прашања, едноставно лоцирање на... Значи, ја ги немам одговорите, ја сликите со ребусот, значи, поставувам прашања, рецимо. Освестување низ прашање, каде сме, што правиме, значи, револтот, значи, веројатно тоа што го носи револтот во младоста, тоа негирање, маргинализирање, сега го раскажем тоа и тоа што се случува сега околу нас, рецимо тоа сакам да го преточам во слика, и раскажем приказни каде што сакам да ја разбудам малку свеста на гледачот и да се едуцирам визуелно и духовно, да едноставно тоа што не окружува сега, тоа некој материализам, конформизам, рецимо, да не му даваме толку на значење, да се вратиме на корените, на она што е духовното, она што е просветлувањето. Да. Ово е дел, рецимо, за тоа што го сликам, како веројатно треба да го збори некој што е критичар, филозоф и нешто. Јас сум добар она визуелно, рецимо тоа што да го насликам тоа, боја е на визуелно да направам некоја представа која импулсивно доаѓа од мене. А да го објасни тоа, веројатно треба некој да е добар со зборот, некој филозоф, рецимо, некој критичар, али... За сите оние кои имаат мислење дека ова малце дигресија, меѓутоа е многу битна за нас македонците, затоа што системот нас не кажува и не само тоа системот, него имаме некоја колективно размислување. Ние сме мали, ние сме немоќни, околу нас е многу поголеми, треба во едно конформистичко размислување кое бара од нас да се претвориме како некои овци кои треба да бидеме послушни, а не индивидуи кои ќе го бараме нашиот излез, земајќи одговорност, храброст, некој визионерски чекор. Што би препорачал до сите оние што... Имаме тој колективен комплекс. Да. Просто е неверојатно, значи колку ствари ние сме големи сега. Апсолутно, да. Не само како име, него и како... А од овие простори имаме такви гиганти кои се значени за цивилизацијата. Да. Значи просто неверојатно, кај да отидам, рецимо, на изложби или на салон, има
има препознавање, значи има респект. Едноставно не те гледа као ти си од мала држава голема, значи апсолутно небитно, значи те гледат другачи, значи тоа што го носиш, рецимо тоа што презентираш. Много интересно кога во една кина, рецимо кај што треба се чувствувам онака да биде прашина, имаш луѓе што те респектираат на изложбата, дојде куп луѓе кај што министер за култура на Кина, то рецимо кај што ти даваат на значај, ама не затоа што си ти по некој нешто, рецимо не затоа што твориш, правиш нешто. Значи, едноставно не требаме да имаме комплекси на не сме свесни веројатно колку носиме големина во себе, колку едноставно имаме вредност. Не може да го дефинира. Апсолутно, ма тоа е добра дефиниција. Значи, не само што имаме вредност, него со упорност и некој наш македонски инат влејан во работата, ете го патот да како да и може и нормално треба да се стремиме, како што кажат, и да пливаш во големата вода, зашто ако се давам таму да се удавам. Сега како се замислуваш себе си во однос на другите како се гледаш себе си во однос на сликарството во Македонија? Многу е неблагодарно да зборам. Да. И нееснавски е, Да. Значи, секој си го има својот пат. Значи, Македонија има многу добри уметници. Апсолутно. Неверојатно талентирани и имаме добра подложка. За жал, рецимо, многу малку имаат храброст да тоа го презентираат, да искачат надвор. Рецимо, сега се трудам да правам линкови, да бидеме повеќе. Значи, да експлодира. Значи, навистина има неверојатни таленти. И сакам тоа што го имам како искуство и како знаење и како технологија, сакам да го пренесам и на помладите и на... Значи, колку можам да помогнам и да еснавски да функционираме и као колектив, значи, да се анулира она себичност, она минатото суетноста или нешто. Да едноставно да работиме за ајде не што го објаснам. Да работите за професијата, за секој да си го најде својот дел во оваа нива. Да. Тоа е битна работа. Едноставно заслужуваме. И дел сме од мозаикот, да. Дел сме тоа и си го имаме своето место. Дефинитивно многу добро објаснет. Да се навратиме на твоето творештво. Инспирацијата за да бидеш провокативен, за да може да луѓето да размислуваат повеќе. Кај ја црпиш? Па во некои актуелни моменти, значи тоа што не окружува, тоа што не се случува, рецимо пример, ако е идеологија, рецимо, нешто што го гледам као неправда, што се случи сега. Воопшто, мојата околина, во светот или воопшто некаде, значи у моментот ќе иницира нешто кај мене, рецимо, и онда таа провокација, рецимо, се претвара во некоја идеја кај што импулсивно искача на платно, што го визуализира проблемот едноставно и го немам решението, него го наметнем као прашање. Значи имаме проблем сега. Повише идам импулсивно, многу е интересно кога некој друг е објаснил што сакам да кажам. Секогаш подобро звучи. Да. Не, одлично. Само дескриптивно кажуваш кои се твоите мотивирачки фактори за да ти
ги правиш своите дела и да имаат провокативен карактер. Дали има некои збирни црти, кај што ќе кажеш сега, да, ова ме провоцира, ја што го гледам од мојот живот? Немам нешто конкретно. Да. Секогаш е различно. Секогаш да. Ми пречи многу неправдата, рецимо, и онда тоа највише ме провоцира и мотивира, рецимо, нели. Сите сме нели сакаме пратиме. Да. И ми пречи тоа. Сакам да посочам, кажеш, каде се конкретно, ајде да кажам, проблемите во друштвото, во околината, да тера на размислување, на луѓето, на освестување, на едуцирање. Одлично. Имаше до сега 2 изложби од Декаво за краток период во Македонија. Кои се плановите? Пошто Македонија не ме сакаше, на времето е многу е сака, се уште е сака и многу е сака. Пред револта една 10 година не излага во Македонија, пошто бев одбиен за многу самостојни за проекти за така. Она беше приказната како не ме сакате, не ме заслужувате. Да. Многу погрешно, пошто јас сум бил жртва само на одредени луѓе, дел од елита некоја што, али не и од системот, не и од државата. Државата е друго, државата се луѓето, околината, тоа што сме сите ние. Јас ја сакам државата и државата заслужува. Едноставно да ме види и тоа што го имам да ја споделам со мојата околина, со луѓето околу мене. Значи, ги надминав оние фрустрации од минато, кај што ради некоја одредена група што емигрирала, сега треба да се одрази тоа на некои любители на уметност или нешто. И затоа и нарочито избрав такви локации, рецимо мојот роден град, што беше најтешко да успеам, каде што се може да биде просторно да си успехот. Да. И си го сака своето место. Прем бев револтиран, дека нема да изгледам никогаш, но емоциите да имам пак ќе бидат на некој ниво. Затоа инсистирав на некои мали места. Пошто сите имаме некој комплекс дека треба да биде тоа. И нарочито место, рецимо, да биде тоа музеј, Скопје или некаде, него бирав мали места кај што прим беше моето зашто така, зашто Кумана се идеш у Париз, рецимо, Америка, рецимо, Кина, не знам кај се јавна, да, Кавадрец, да, Велес, значи, Ресен, значи ги сакам тие места, тие луѓе зашто не се помалку луѓе, рецимо, не се помалку љубители, зашто сите заслужуваат едноставно да бидат дел од тоа што е сите заслужуваат уметност, сите заслужуваат убаво, едноставно нема издвоење. Значи, нема елита, едноставно. И тоа ми е идејата со сликите последниот серијал, као герила, значи интелектуално. Значи, кај што треба да бидеме онако не терористи со бомби, со огнени, терористи со знаење, значи кај што треба да има експлозии од интелектуални нешта, од просветлување, од едуцирање, така. Така да инцидентно испадна. Цирих имав некоја изложба и онда сликата требаше да ја поместиме, пошто беше отворен формат сликата, не можевме да транспортираме, ја носевме на раце. И испадна многу интересен проект, каде што веќе ја носевме сликата, онда ја остававме на некои спот места кај што се интересни, актуелни. И беше баш онака урбана герила, случајни поминувачи да ја гледаат сликата. И тоа испадна супер, онака беше многу поинтересно него кога сликата беше просторот за изложба. И што имаше еден куп случајни минувачи кај што застанува, едноставно сликата направи своја комуникација, да ми даде идеја, значи едноставно како треба да Супер. Кој правец треба да се движат. Да. Како да се иницира.
Да. Како се случи приказната да ти беше отиде на вајарство, за да потоа се сликаш? Многу интересно. Да. Сам веќе мислам дека им веќе раскажам. Инцидентно отидов на вајарство, што сакав да учам уметност. Не знаех кога отидов на средно, али рекоа дека нема место на сликарство и онда по некоја случајност избрала вајарство или графика, ме примија на вајарство и завршив средно вајарство и ликмо на академија. 8 години бев на вајарство. На дипломската на вајарство, правев дипломската 2 години, правев скулптури, мобили, кои што 2-3 метра големи метал. Многу вложив од тоа и на дипломската веројатно професорот има меѓу себе некои суетни односи, судири двајца, пошто избрав за ментор некој што тој што ми беше професор беше револтиран, но тоа ја бев жртва на нешто и ми ставија 9 на дипломската. Ја револтирам пошто добив 9 на дипломска, а се вложив цел живот од тоа. Земав чекан и ги искршив скулптурите. И реков, ја од утре више не сум вајар. Ако не сум доволно бидам добар вајар, нема да бидам вајар. Некоја лична катарза која ми го смени живот. Значи ја тогаш више не пипнав ништо од вајарство, после 8 години школување. Реков од утре сликарство. Почнав да сликам. Сам почна да сликаш? Сам почнав. Немав никакви елементарни познавања. Цртање. Да биде поинтересно на вајарство, немав кај часови цртање или сликање или такво нешто. Едноставно имав вајарство, дека на графика, на сликарство и на сликарство, учење технологија. И онда можда и добро, рецимо, нема влијание од некој професор во сликарство или нешто, едноставно онак со чиста душа влагаш во сликарство. Беше многу тешко, пошто немаш никакво знаење, така да многу истражување, обсервации, учење и влегов во тоа сликарство. Истражување и експериментирање? Да, тоа беше прва онака лична катарза. Втора лична катарза е која што биде момент каде што во тешки времиња кај што се случуваше војна тука кај нас во Србија, кај што никој не беше од уметност, значи тешко се живее. Бев социјално 3 години, социјален случај, социјално, и ми нудат работа како професор по ликови. Цела таа тешкотија ја одбијам работа. Кам не, значи или ќе бидам самостојно уметник, или едноставно нема ништо да бидам. Трета катарза беше кога во еден момент кога требаше да направам нешто со себе, дека треба да искочам надвор. Сите слики што беа во ателие ги изнесов во двор и ги запалив. Беше мобетот или ќе бидеш најдобар во свет, или ќе бидеш кондуктор. Значи едноставно немаше опција да не успееш, значи да не направиш нешто. И ако све што е направено телото мора да биде со висок квалитет, да биде квалитетно и да биде издржано. И тогаш се случи тој преокрет. Како си го наметнуваше нивото за да бидеш подовар или па незадоволен? Она константно незадоволство дека не си доволно добар и дека тоа ме направи веројатно да напредувам, да истражувам и да не скучам. Никогаш не сум кажал дека знам, доволно знам. Значи не знам ни 10% тоа што веројатно треба да знам. И се чувствувам некогаш онака дека работам само со мал процент на енергија, дека имам се уште многу себе што треба да кажам, да научам, да направам, и тоа ме води онака напред, да напредувам. Така. А кажи ми го моментот кога ги фрли сите слики и ги запали? Па, еден момент, пошто бев социјален, време, да. Ние го викаме тезгарење, кога треба да платиш сметки, да купиш лепа, ставно, такви времења издржаваш фамилија, и онда имаш направени слика овакво, онакво, и сега се срамам тоа што ми правим, и тоа тако бил моментот, ставно, на некое преживување, кај што ти исполнеш желби, некакви па работиш слики не по твоја желба. И онда во еден момент каде што више окей, значи беше изборот ќе бидеш локален сликар или сакаш да бидеш светски. Сакаш да бидеш светски, не е ова рецептот. И онда мораше да се направи некој байпас. Затоа беше тоа, рецимо,
сите слики надвор, палење, мора да направиш една точка што више не можеш да се вратиш. Сам себе ќе се кажеш, рецимо, и на околината, сега станувам светски слики. И сега више е срамно да се вратиш назад у некоја комфорт зона. Да. Што малку ќе влезеш у некоја комфорт зона, рецимо сам се катапултирам да искочам од тоа, да се ставам у нешто што е по сакам неизвестно, сакам рецимо предизвици, сакам да тоа ме мотивира да идам у некоја нагорна линија, да напредувам. Да. И колку време беше тој период до палењето на сликите? И... Тоа се некои периоди, рецимо, деценија, 10 години, кај што една друга фаза, кај што више точка на вриење, кај што ти мора нешто да смениш, нешто не става. Сега сум у таква некоја точка, рецимо, на вриење, кај што сум некоја комфорт зона, кај што треба да искочам од ова што сум сега станал и сега се ставам увам, дека треба да направам нешто повеќе од ова што го правам. Што е тоа што сакаш да го направиш повеќе сега? Па, не сам да бидам број еден во светот, може би, тоа што го работам. Сега сум више меѓу тие што се препознаваат, ајде да кажи топ 100, топ 10, 5 рецимо некој реализам, тоа што се работи, окей. Али сакам да онака да ме покажуваат со прст, топ of the топ. Супер. Сега. Што правиш за да достигнеш? Звучи нескромно, али Не, ако немам таква цел, мора да имаме цели високи за да постигнеме добри резултати. Може, не гледам зашто некој може да биде подобар од мене, ако со тие исти две раце со иста глава, иста торзо, се исто. Зашто да бидам подобар? Може да бидам исто како него, може да биде исто како мене, али не гледам зашто, рецимо, дали дека е он од некоја средина, не, ништо не го прави подобар, ни него, ни мене, стану сме исти. Така да си го барам своето место, значи. Апсолутно, многу добро. Кои се своите следни чекори тогаш? Конкретно, што би сакал да ги направиш? Имам сега некоја план, стратегија за наредни 2 години, кој што некои познати салони, конкурси, изложби, кој што треба да ме издвои, рецимо, да биде препознатливо тоа што веќе е препознатливо, меѓутоа да биде на некое по-друго ниво, кој што не може да го објаснам, али гледам отворени врати, гледам атмосфера дека се случува нешто. Значи, имам покани на некои многу, да кажам, престижни салони, изложби, случувања, така да... Што така кажа дека сакаш да направиш твој ателје, што можеш... Да, тоа ми е следен, да кажам, проект, рецимо, кај што имам простор ван градот, кај што као летно ателје нешто, сакам да направам некој центар за едукација, кај што ќе е некој кампус за едуцирање, кај што ќе има апартмани, ќе има ателјеја, кај што можат луѓе од цел свет или од тука од околина да престојуваат таму и да има некој вид на едуцирање, рецимо, тоа што го знам да го пренесам на помладите, и да се направи една група, критична маса на квалитетни луѓе, кај што не само ја, него кај што ќе едуцираме, без некој финансиски фидбек, едноставно го чувствувам како должност дека тоа што го носам у себе треба што сум го земал од него треба да го предадам на некој друг. Браво. Јас се надевам дека ќе успееш во твојата цел да направиш кампус за да го пренесеш тоа знаење и искуство, едноставно доаѓајќи од оваа наша средина и знаејќи како растат децата некогаш со супресија, многу е битно да им се влее не само таа надеж, него пример, дека слушај, ти можеш да направиш. Да. Тоа мене ме мотивираше, ме правеше, сакам истото да го пренесам, да биде мотивација, едноставно за убаво нешто. И јас сакам да го оствариш тоа, да бидеш пример за другите. Ние треба да бидеме пример за сите дека ние може да успееме
а ја верувам дека ние како нација може да успееме во нашите национални цели, за да тоа срозано достоинство и гордост пак си го повратиме. Секој може и треба да си ги зададе своите цели да бидат високи, знаејќи дека ако консистентно и постојано работиме на истите, може тие да се случат и на индивидуално и на колективно ниво. И за крај, што ќе препорачаш на младите сликари кои почнуваат, кои можеби очекувањата се премногу големи и тешки, за да ја имаат таа мотивација за да бидат консистентни, што ќе им препорачаш за да они го достигнат височините? Не би кажал, може би звучи неблагодарно, меѓутоа да бидат успешни во тоа што го прават. Едно клише кај што треба да кажеш, Да. треба да бидат упорни и Да. да истрајни тоа. Не знам што би кажал нешто поразлично, едноставно треба си го следи срцето и да биде истрајно тоа што го работи и да го сака едноставно. Значи, секогаш ќе има кочници, негирање, едноставно. Значи, не може да иде онака по некоја рамна линија, но тоа е убавината, значи она што не убива, не прави појаки. Така да само истрајност и се е можно, едноставно нема нешто што не е можно. Значи, ако сакаш нешто и ако си упорен, сигурно успеваш. Благодарам што ме угости во твоето прекрасно студио. Ова за мене е едно ново доживување со оглед на тоа ја што правам и како творам, и амбиентот во кој работиш е стварно инспирирачки да постигнеш не само врни резултати, меѓутоа да стварно да влезеш во твојот свет и да твориш во истиот. Благодарам, Саша, и тебе за можноста. Обично не зборам пред камери, имам некоја фобија од тоа. Едноставно не сакам, пошто јас сум роден за четка и за мачкање. За зборење треба некој друга дарба. Дефинитивно. Али, окей, се ставав овен. Благодарам многу за тоа. Ја го ценам твојот потек да излезеш надвор од твојот комфорт и да збориш за колку нешто. добро се справувам со ова. Одлично, мене ми е. Окей. Да. Благодарам што не следевте во овој интересен разговор. До следниот пат, пожелувам се најдобро.